Сватив у главата дека не е колку сум добар у спорт, туку е само да спортувам. И идентитетот ми се смени од кошарката, нели колку сум добар у кошарка, до дали вежбам. Брендан, Каролина, како сте? Па јас сум супер. Настина малку ама стигнавме. Да. Како ви се претходни неколку недели? Назад сте во Македонија, назад у Скопје? Да. Како? Па искрено малце хаос. Ја стигнав у Скопје пред недела и пол, така нешто. И многу ствари се дешават, ке ти го кажам тоа, да. Да, јас пред неделя дојдов, пред 3 недели нешто така. Исто добро, да. Со фамилијата дома најмногу. И последнава недела со нејзината фамилија цело време. Да. Буквално јас стигнав пред 2 недели сабота и од аеродромот идеме одма до Велес, пошто братот имаше ова Final Four за кошарка. И да, тоа беше малце, како се вика, интенс. Да. Да идам од патување, па до тоа, аеродрому, па навивање и... Да, ја ке, мислам, знам зашто малце и гласот ти е зарепнат и мене исто слична причина, ама ај кажи ми повеќе за гласот од кај ти го нема. Да, значи последнава недела сум бил у Велес и у Гевгелија и најак фен сум бил. Значи, нејзините браќа, едниот играше у 12, играше полуфинале и финале. Да. И јако навивавме со тапани, со се викавме. Бевме, да, ко ултра фенови, што се вика. И после тоа Петар и Даниел, другите браќа што се у 18 што игра против Вардар во финалето и тоа се знае, они Партизан против Вардар, тоа е јако и да, феновиве, јас ти беше знам. И многу јако навивавме. Да, јас мислам дека веќе го имам истренирано мојот глас, да многу брзо го губам на утакмици, а после ми се враќа одма следниот ден и така. така. Тоа е тактика, да. Добар сум. Да, ја не сум научен така уште ми е гласот за нигде, ама Ќе има време, ќе научиме. Ајде да почнеме како што е редот на подкастот. Како? Како и со секој гост. Но ова е иначе прва епизода да имаме двајца, тоест прва епизода да ја снимаме. Не знам како ќе дое по распоредот која ќе ја ставаме. Да. Ама што за вас представува ментално здравје? Епа добро, ја можам да почнам. За мене мислам дека има неколку категории, ама за мене многу е важно да се конектирам со себе си, тоа физичко, со активност, во теретана идам и ментално, знаеш, decompress, само да седам, да не правам премногу ствари, ама исто така за мене е важно да се конектирам и со Бог, и со да бидам надвор во природата, и тоа ми е важно. Значи, не може само едно нешто да кажам, дека тоа за мене е ментално здравје, има многу аспекти. Да. Да, мислам слично за мене, ама исто така би кажал ко у ментално здравје тоа се менјава скоро секој ден, мислам, и за мене и за други, ко не е тоа да си цело време здрав или цело време нешто да ти се дешава, али за мене најважно е со пријатели да сум. Ако немам пријатели околу мене, добри другари, тоа многу полошо ќе ми се не знам, менталното здравје ми е полош. И да, и исто би кажал, ако не може така лесно со другари да си, исто да со теретана, нешто вежбање, да, не знам како се кажува на македонски, spiritual life, исто така, да, духовно, исто така многу важно, пошто мислам дека во мојот живот најдов дека не можам онака сам да сум цело време окей, ми треба нешто друго. И да, тоа би кажал за мене. Да, се согласувам многу со тоа, за социјално треба, знаеш, ти треба поддршка, не можеш преку живот сам да идеш. Да. И да имаш фамилија и друштво што ќе бидат таму за тебе, ќе ти кажат, знаеш, те сакам, те гледам доволен си. Да. Да, тоа е најважно и како повеќе разговарам со луѓе на подкастов, а и надвор од ова,
сваќам колку е само тоа важно и колку мислам, не дека не знаев и порано, ама колку само и за другите тоа важно и токму тоа и на крајот што спомнати да си кажуваме како што мислиме еден за друг. Да. Позитивно, некојаш мораш и негативно ако некој прави мора да му кажеш, бидејќи ако не му кажеш си близок, дали стварно му мислиш добро, така? Да, пошто тоа доаѓа од љубовта, да кажеш тоа. Знаеш, нешто критично, ама во позитивно, знаеш, аспект. Да, truth with love. Speak truth with love. Зборење на вистина со љубов, баш тоа. Причината зашто, неколку недели веќе се разговараме за ова, е сакав, бидејќи мислам дека имате уникатен поглед на некои работи, поготово дека сте и двајца се уште млади, на факултет сте и двајцата, имате израснато овде, ама не сте од тука, и студирате назад во вашата родна држава, која што и не ви е толку баш своја, така? Бидејќи овде имате пораснато и затоа сакав да направиме еден разговор за оние кои што не слушаат, да добијат некој увид во вашиот живот, ама и некои работи кои што мислам дека сите поминуваме, а вие имате баш уникатна перспектива на тоа и би почнал таму. Како е да се живее у Македонија? За вас да се порасне овде, кај што Брендан ти имаш дел од твоето школување тука го поминато и во државно училиште, па после нели во приватно, Каролина ти за малце не можем Каролина ти имаш поминато во Нова, ама имаш други активности кои што си со луѓе со твои вршнички. Како беше тоа растење овде во Македонија како американци? Да. Имаш нешто или да ја да почнем? Ај, почни. За мене беше првите 3-4 години кога бев у Македонија, бев цело време у парк, фудбал, кошарка, не знам што друго игравме, нема везе, ама пробав другари да најдам, ама ми беше тешко, пошто нели не знаев македонски. И нешто англиски они што ќе знаат, ја нешто македонски некои зборови онака ќе прозборевме, ама горе-долу тешко ми беше другари да најдам од почеток, пошто нели јазикот не го знаев. После тоа кога бев во прво оделение, бев во Лазо Ангелковски во Новолисиче и наставничката, како се викаше, не знам, ама она ми беше ко херој, пошто до тогаш кога бев ко своја категорија американецот и сите ме знае ко американецот, ама она действуваше ко мене ко да сум македонец, ко другите деца да сум, да не сум друг. И тоа ми беше ептен добро, пошто тогаш можев поише со другите деца, нели да се запознам, бев ко дел од часот, не бев свој човек. И да, и лека по лека штучев македонски, ми беше полесно да се запознам. Ама нешто што сватив кога станав нели вака постар малце, дека животот тука е многу поразличен од Америка и тоа го научив нели од малце со моите, пошто моите се американци и они планираат се, мора се на време да биде, ако идеш на кафе, ќе кажеш кога ќе почнеш и кога ќе завршиш, нели сето тоа. И научив дека тука повеќе community, не знам македонски како се вика, али повеќе да си заедно со некој, не мора време некое, ти си тука за другиот. И тоа мислам дека тоа ми е најголемиот takeaway од тоа. Да, јас се согласувам со тоа. Како што спомна, ја не бев во државна школа. Ја имав ко една година кога стигнавме тука у градинка. Тоа ми беше најмногу ко искуство во тоа. Ама после тоа почнав во Нова школото. Значи тоа се на англиски беше. Ама играв балет. И тоа во школа, кај што, знаеш, сите се македонци, се на македонски и така научив ко јазикот да почнам интеракција со други деца што од тука се. И тоа беше многу важно за мене, пошто без тоа не знам колку баба би можела да зборува македонски. Колку зборувањето ви помогна на вас двајца да се конектирате подобро, да се поврзате подобро со деца од тука на ваша возраст? На македонски, да. Тоа беше, мислам, ептен важно, барем кога бев
помлад. Сега мислам кога сме пораснати повеќето тука знаат англиски, ама кога бев помал тоа беше ептен важно, пошто нели децава од државно не знаат англиски до толку прво деление, значи они не можат со мене, ја не можам со нив да зборам, да се разбереме и да, тоа ми беше затоа македонски ми беше како прв приоритет, требаше тоа прво да го научам, па после математика и сето тоа друго. И да, мислам дека што подобро го разбирам јазикот, што подобро можам да се конектирам со другите тука. Мислам дека тоа се важи исто во школа, во спорт, во се, на кафе, било каде истото мислам. Да, и исто така да спомнам дека за мене беше убаво, пошто живеевме на Водно едно време и имав една другарка што живееше, знаеш, 100 метри од мене и на почетокот, пошто она ич не знаеш англиски, ја ич не знаев македонски, па вака си комунициравме со раце, со, знаеш, pointing, покажување, ама на крај, знаеш, почнавме од from each other, да со друга, и тоа беше многу јако. И многу ми помогна. Да, кои би беа некои најголеми вака предизвици као во самиот раст и развој овде? Предизвици можеби кои што и секој друго дете во Македонија ги има, може и специфично за вас како странци на некој начин. Да, добро прашање. Јас имам кога бев исто во Лазо од 1 до 4, бев кој нели американецот, имав Wii што се вика технологија некоја и играв нели дома и донесов еден другар дома и он сите ми кажа во школа после тоа и кога мислев у тие 4 години мислев дека бев кој некој фраер, пошто сите сака кај мене дома, ама они уствари сака нели со тоа да играат. Да. И тоа ми беше кога станав малце по возрастен, кога сватив дека не доја да се дружат со мене, ама да играат со тоа и тоа ми беше како предизвик, пошто нели сватив дека не е дека некој кога они дојдоа да се видат не со мене, ама со играта и дека кога мислев дека бев некој популарен, не бев уствари. И не знам ако тоа е исто тука во Македонија, ама мислам како странец тука нели те гледаат како некој друг, како некој не знам, дека имаш нешто многу повеќе од нив, нешто така и сакаат со тебе да се дружат, за тоа повеќето да го видат. Не мора да значи дека со тебе сака да се видат. И тоа ми беше како предизвик дека сватив тоа. Да излезеш од таа некоја кутија, бокс, американец, не, ти си брендан, така да те гледаат. Да, и мислам тоа помогнаш што играв нели баскет и идев по парковите, така помагаше помалце, ама пак имаше нешто како кутија да стават околу мене. Да, тоа е интересна приказна. Ја искрено сега си мислев, ја не памтам такво искуство. Можда беше полесно за мене, пошто бев малце во бабл, во Нова, знаеш, има многу деца од различни држави што беа во иста ситуација ко мене и ја почнав од многу мала да идам таму, така да ја немав тоа искуството во државно. И да, не памтам ништо на балет, така, знаеш. Се вклучив доста лесно. А имаше некој предизвик кој што сега се сеќаваш дека ти било тешко тие денови или тие години растејќи овде надвор од ова, дали имаш некој предизвик кој што не знам те направи да се чувствуваш лошо или да ти биде тешко тие некои години кои што си ги поминала? Па, не знам, мислам за мене најтешко беше во 5-то одделение, имав малце имаше други девојчиња што не беа баш многу friendly со мене и не ме третираа добро и тоа, да, се сеќавам, знаеш, идев дома секој ден кај мајка ми, знаеш, ми кажа ова, ми кажа она и тажна бев и после првиот семестар, фамилијата отиде во Америка за еден семестар. Тоа беше единствениот пат кога поминав толку многу време во Америка. И мислам дека тоа беше тешко за мене. Да се вратиш назад или да одиш таму? Да идам во Америка. Пошто се навикнав тука и сега чудно ми беше да идам таму и знаеш, јас сум американка, ама не ја разбрав тоа културата и за што зборуваат децата, ја немав појма. И да, тоа малце
тешко ми беше и срекна бев кога се вратив тука и после 6 одделение беше подобро. Да. Бендан, знам за тебе дека вие правевте неколку пати така, кај што поминувате една година во или Америка, да. одреден период, па после колку ти беше тоа тешко, еве Керолин спомна. Да. На тебе колку ти беше тешко добро тоа? прашање. За мене првиот пат кога бев у четврто одделение, исто така бев помлад. И тоа беше окей, мислам лесно беше за мене, пошто они децата беа исто помали, немаат они го немаат тоа културата во Америка фатено се уште. Значи беше онака горе-долу лесно, ама следниот пат кога бевме беше во втора година средно. И бев, тоа првиот шок што ми беше дека средното кај што бев имаше 4000 деца. А јас тука најголемата школа 400 најмногу. И не бев научен на толку луѓе во едно место. И малце ми беше страф и тешко ми беше другари да направам, пошто нели има толку луѓе и кај да почнам, со кој да зборам, не знаев, пошто часовите дури има по 50-60 деца и со кој да збориш. И тоа ми беше тешко исто како што каже Каролина, со културата како pop culture што се вика. Не разбирав она што им беше важно за нив. Јас спортот го разберав, така да со некои од мачките окей беше, ама со девојчиња немаше шанси да зборам, не знаев. И да, ама што ми помогна, бев на тимот за кошарка таму за школото. И тоа ми помогна пошто имав нели 12-20 тука негде луѓе што ме знае од тренинг и ако се видовме у школа на час на друго, ќе збореа со мене и така малце у круг ме ставија, имав другари. Али да го немав тоа би било, мислам, многу тешко да најдам кој своји луѓе, пошто да, како што кажав, има толку луѓе и толку е различна културата што многу е тешко да се вклопиш одма така брзо. Да, јас се сеќавам, бидејќи ја имам поминато една година таму, баш втора година средно ми се породи, ако не бев дел од кошаркарскиот тим, после од бейсбол екипата, ја немаше да знам ниту едно дете, бидејќи многу е поразличен начин на живот и како те гледат, ти си аутсайдер, доаѓаш и сега ја се сеќавам првото нешто што стварно не знаеш што ќе се случи, малце бев уплашен, со кој ќе седиш на ланч, на ручек во кафетерија. Кај што првиот ден тоа ми беше као најстрашно. Не знам со кој ќе седам денеска, ама нели веќе дека имавме некои тренинзи пред тоа, и децава што беа во кошаркарска екипа, окей, седнав со нив, тука сме и после нели нормално ствараш пријателства и ама тоа и баш сакав ова и овде малце поеќе ќе навлеземе сега и ментално здравје. Вашето искуство овде со спортот, бидејќи двајцата го спомнавте, Бендан ти со кошарка, Каролина ти балет. Какво беше тоа искуство? И сега може немате искуство тоа да споредите со Америка, ама еве, као некој кој што сега имате завршено со тие два дела од вашето растање, например, какво беше тоа искуство со спортот овде? Кошарка, балет. Да, за мене тоа имаше многу влијание на мојот живот, пошто од веќе 3 годишно дете ја идам на балет секој ден и тоа беше до крај на средна школа, значи буквално цел живот. Ја мислам дека имаше многу позитивни аспекти од тоа и неколку негативни нормално, ама мислам прво многу ме учеше дисциплина, знаеш, да, од веќе знаем 5-6 одделенија идеш секој ден, знаеш. И тоа е многу тешка работа да бидеш таму и to perform up to the standard на наставничката. И да, мислам тоа беше малце тешко, знаеш, пошто има некој како се вика expectations, очекување, да. И секој ден мораш, знаеш, да стигнаш до тие очекувања. И особено кога се спремавме, знаеш, за представа, тогаш има повеќе и стрес и, знаеш, многу притисок да направиш најдобро што можеш. И многу ти паѓа тешко ако, знаеш, со себе си мислиш дека не си направил нешто добро или наставничката ќе ти каже, знаеш, не изгледаше добра денеска и, знаеш,
тоа е тешко да го слушаш, ама да, за мене позитивното беше другарството прво. Имавме многу позитивна култура помеѓу девојчињата, знаеш, многу поддршка имаше таму и многу сум благодарна дека не беше нешто негативно, многу знаеш, to put each other down, ама имаше поддршка таму. И се уште се дружам со тие девојчиња и сега кога се враќам од факултет, значи тоа беше многу голямо за мене. Да, ја можам малце да споредам со Македонија и Америка, пошто тренирав баскет у двете држави. У Македонија почнав у јуниор, кога бев 5 или 6 години, нешто така. И ништо не знаев, пак не знаев македонски до толку, не знаев кошарка ништо. И тренерот беше супер, он немав тренер што се дереше цело време, он стварно ме тренираше. И ментално немаше нешто ефект баскет во тие години, ама кога стигнав негде 5-то, 6-то, 7-то деление, тука негде ме ставија на селекција, нели, со јакиот тим, и тогаш беше тоа како буст, бев како многу, не знам, еготистикал, не знам ако се ише. Да. И како кога ќе зборев со другари ќе беше како дали си ти на селекција, јас сум на селекција, но нели подобар сум од тебе, нешто така. И како бев, не знам, се мислев многу високо за мене, за себе си. Дури може да малце пониско за другите, кога ќе мислев ако ти не си селекција, ти си не те бива ништо, џабе си. И кога стигнав во Америка, исто го имав тој менталитет кој јас сум добар кошаркар, можам со сите да играм, нема проблем, одма ќе бидам на тимот. И бев на првиот тренинг и сватив дека јас сум за трети тим на средно. Од колку деца таму? Значи имавме ние во средното 5 тима за баскет, значи 2 за прва година, за деца у прва година и другите 3 беа за другите. На секој тим имаше од 12 до 15 играчи, така да ја бев ко 45 играч. И не бев спремен ментално за тоа. И плюс тој тренер беше човек што се дереше поише и ќе ти кажуваше дека не си добар, дека не знаеш. И тоа беше за мене многу тешко, пошто нели до тогаш немав такво искуство. И првата половина на сезоната се уште се мислев дека сум нешто добар, ќе ме качат на втори тим, па после на први, има време. И додека поминуваше сезоната, ме стави од starting 5 до 6th man. И не ни бев почетник више, како шести играч. И тогаш као малце ми падна ментално, пошто ми падна пошто нели до тогаш цел идентитет ми беше дека сум добар у баскет и сега не сум на први, не сум на втори, не сум ни почетник на трети тим. И и како што кажав претhodно, немав нешто многу другари у школата, пошто нели имаше многу луѓе и малце ми беше тешко нели тоа да го поминам, пошто немав со кој да зборам. Нема со моите дома да зборам. Да, малце не знам, да не сум тој човек да збори со неговите. И да, немав со кој да зборам, пошто тие на тимовите нема да ме слушаат мене, ја ако кажам, многу сум добар, нели, нема да ме слушаат. И малце ми беше тешко тоа да го поминам и кога се вратив после во Македонија, после таа година во Америка, ако не ќе више баскет да играм, не ќе да тренирам, пошто нели љубовта за играта ми отиде. Пошто сега се мислев дека не знам баскет, не сум некој добар играч и да, тоа ми беше стварно тешко кога се вратив. И плюс нејзините браќа, ја кога се отидов, не знаа баскет, ама се вратив и беа подобри од мене. Уште. Они се 3-4 години помале. Да. И се вратив и они куца, тројки и се, ја ништо и ајде, не ме бива за баскет више. И почна рагби да играш. Да, почна рагби, да. Да смени спортот. Сега да те прашам, какви се тие моменти кога од цел живот тебе, цел твој идентитет е кошарката и ти, не знам, сега, дали со право или не со право, си викаш не ме бива, не сакам повеќе кошарка, што се случи во тие моменти?
Добро прашање. Кога ми текна, кога прв пат ми дојде у глава дека ако не ќам баскет више, кога не ми е како љубовта, би ми беше стварно тешко, пошто не знаев, нели, што да спортувам, не сум бил у теретана пред тоа, не сум трчал многу јако, немав што друго да правам и кога идев на тренинг уште за баскет, тама до пола негде ги правев, не давав се од себе си. И да, во Америка таа вториот дел на сезоната, ко малце полошо ми беше со менталното здравје, пошто нели не вежбав како што требаше, немав со кој да зборам, и не бев у safe space, пошто сум научен бев у Македонија и сега сум у Америка, у ново место и со овие другиве проблеми. И тоа стварно ми беше тешко. И кога се вратив тука у Македонија, процесот ми беше, ај сега пак сум дома, нешто ќе се вратам нешто на тренинзи пак, луѓето тука ќе разберат, нели, сето тоа. И барав тренинзи, бев на еден трајаут за Партизан, мислам дека беше, или работнички, не се сеќавам. И истото, не бев еден од појаките и пак, бам, ментално ми паднав пак. И зборев со моите и они ми кажа, ако не си најдобар, можеш со другари, нели, да си играш баскет, ама најди си нешто физичко, пак нешто да правиш физично, пошто тоа е стварно важно. И тогаш почнав со рагби, како што кажа. И тоа ми беше повеќе како ми требаше некој излез, пошто ако немам спорт со мене, пошто спорт ми беше баскет ми беше идентитет, ама сватив дека не можам баскет да го правам идентитет више, пошто нели не сум top of the top. И сватив дека треба спортот да го правам идентитет, не еден спорт, како спорт генерално. И тогаш почнав со рагби, поеше фудбал со другари, поопшто играв. И сватив у главата дека не колку сум добар у спорт, туку е само да спортувам. И идентитетот ми се смени од кошарката, нели колку сум добар у кошарка, до дали вежбам. И ако вежбам, окей сум, ако не вежбам, не сум окей. И така ми се смени у главата. Да. Интересно, Каролина, сакам да те прашам, тебе бидејќи балетот е малце поразличен од кошарката и од сите други спортови. Како е тоа чувство и како влијае врз тебе кога излегуваш на сцена, кога треба да бидеш пред луѓе, а не си секогаш со тим позади тебе, кај што кога играш кошарка, кога играш фудбал, и да не ти е денот, тој позади тебе, тој до тебе може да ти помогне. Да, може би некојаш ќе мора да седиш на клупа, пошто не ти е ден, ама ти си сама таму најчесто. Да, некојаш сте заедно, ама како е тоа чувство и како влијае на тебе како личност која ги имаш целиот тој притисок, луѓе те гледаат. Да, многу е, знаеш, пред представа секогаш имав премногу трема, знаеш. И особено како што спомна, ако имав некоја коreografија кај што играв соло, знаеш, сите тебе те гледаат и ако заборавиш нешто, треба да измислиш нешто. Мора да играш, да не престанеш. Ама мислам тоа со време доаѓа полесно и полесно. Знаеш, прв пат кој имав соло, сигурно, знаеш, мислев дека ќе пасел на сцената, знаеш, доаѓа со времето. Мислам дека ја обично кога сум на сцената се трудам да не ги гледам лицето на сите луѓе. Јас само гледам темно и сум нема никој таму. Буквално пред да излезам на сцена ќе си кажам да си играм дома за себе си пред огледало. И така и може онака да имам повеќе мир пред да почнам да играм. Ама многу е убаво тоа чувство кога ќе завршиш представа и се оди добро, се оди како што тренираше многу месеци и на крај, знаеш, значи пресрекна сум, нема зборови за тоа чувство. Значи стварно има притисок, ама на крај многу убаво чувство тоа. Да. Како си, дали е исто тоа чувство кога ќе завршиш и знаеш дека си одиграла супер, немаш грешки и кога знаеш дека
не си баш Да. изиграла најдобро, дека си сгрешила на повеќе места. Дали е исто тоа чувство кога ќе завршиш? Ја мислам дека за сигурно ако подобро е, ако подобро играм. Ама јас се уште после секоја представа мислам дека сум задоволна од себе си, пошто иако грешам, знам дека давам 100% од себе си. Ја ќе играм најубаво што можам, како што сум научена и да, нема ништо друго што можам да направам, ко тоа е тоа. И на крај на денот, да, играв тоа. Како што можев. Да. Сакам тебе конкретно да те прашам, бидејќи имаш браќа и сестри многу. Многу, да. Како е тоа да бидеш постара сестра и колку тебе ти помогна или одмогна во некое созревање, дали некои предизвици или па убави работи кои тоа со себе го носат да имаш повеќе браќа и сестри? Па да, јас сум најстара од 6 деца. Значи, да, ја имам 20 години, најмалите Лука и Лида имат 11. Значи, има доста луѓе дома секогаш. Цело село сме. Ама тоа е, се уште е многу убаво, знаеш, имаш толку многу поддршка и многу е забавно, иако е многу хаос. Ама да, ја мислам за мене да бидам најстара од сите деца, помагаше многу со тоа планирање, да бидам многу да направам план, да бидам да направам, како се вика, example. Пример да бидеш. Да бидам добар пример. И тоа за среќа моите не беа ако не ставаа многу притисок на мене, ја мислам тоа само доаѓаше со територија, знаеш. Ја бев добро, јас сум најстара тука, мора во школа да бидам добро, мора да тренирам убаво со балет, знаеш, да имам план, да бидам продуктивна и да учат од мене, знаеш, помалите деца. И сигурно има многу моменти кога не успеав да бидам добар пример, ама ја мислам стварно се трудев со тоа, пошто сакам да имам добро влијание. Да. Кога дое време за факултет, мислам, и двајцата знаевте дека секако тоа Америка ви е прв план? Да, ја мислам ја знаев дека ќе идам таму. Ја не знаев од почеток, аплицирав исто во Англија. Ја уствари сакав во Европа да останам, пошто повеќе ми се добаѓаше од Европа од Америка. Али кога сватив дека не дават кога не дават стипендии скапо у Европа за американец, сватив дека мора во Америка да се вратам. Ама мислам дека имаш и друга причина зашто. Да, кога аплицирав прв пат кога аплицирав за факултети, немав девојка, ама кога дојде време за да одберам кај треба да идам, имав девојка и тоа малку свени малце. Да. Али да, Каролина, сега не знам што е зборот на македонски фијанце. Свршенец. Свршени сме, да. Ама да, почнавме да бидеме заедно, не знам, март од 4-та година следно. Да, ко месец и пол пред да мора да направам одлука за кај кидам. И да, тоа малце смени кај одбрав. Ама да, на крај сватив она кога ќе биде во Америка, дека ја мора во Америка, што нема работи ако јас сум во Англија и она во Америка, така да, малце смени тоа. Направи добра одлука. Ќе видиме. Да. Како се одлучивте и двајцата што ќе студирате? Па, за мене, ја веќе знаев, мислам, после 2-3 година средно, што сакам да студирам. Ја еколошка политика сум смер во факултетот, William and Mary. Тоа е во Вирџинија. И да, ја мислам дека уствари живење тука ми ја смени мислењето за екологија, за околината, пошто, знаеш, се знае, во Скопје има проблеми со не ја чуваме природата, има многу, знаеш, ѓубре и сето тоа. И
да го видам тоа секој ден и знаеш секоја зима која има не можеш да дишиш надвор, тоа put it on my radar, дека тоа се проблеми и ја можам уствари да направам да имам влијание преку тоа за позитивен ефект. И многу беше јако, имав една програма за 3 недели, после 2 година средно, бев у Коста Рика. И многу беше јако, се викаше Sustainable Summer, ама учевме, многу за одржливост и за околината и, знаеш, да учиш за природата во Коста Рика, значи нема зборови, многу беше убаво. И после тоа бев окей, ова сакам да студирам, сакам да направам импакт. Да. Сакам тебе да те прашам исто, дека знам аплицираше на доста други факултети, освен на Вилјам и Мери. Колку тешко ти падна тоаш или колку убаво ти дојде кога те одбиваат и те прифаќаат, бидејќи тоа е еден од аспектите која не знам, млади овде средношколци размислуваат за студирањето надвор, колку е само тешко да се влезе на факултет, поготово на престижни факултети, знам дека исто аплицираше на Дюк, например. Колку е само тешко да се влезе на такви универзитети во Америка? Да, ја искрено ка кажам дека многу е тешко. Мислам дека аплицирав на 8-9 факултети, значи доста места. И на крај само ме примија во 2. Значи тоа стварно беше тешко, знаеш, секој ден да отварам нов имейл, вика не си примена, не те примиме. И да, тешко беше тоа. Се сеќавам, аплицирав на, како што спомнам, Duke. Тоа ми беше првата одлука. Стварно сакав да идам таму, аплицирав порано, early decision, и кога ми стигна тој имейл, што вика дека сум rejected, значи се сеќавам, бев на балконот, плачев ко еден сабајле, знаеш, зашо не ме примија, бла, шо ке правам се со животот. Многу ми падна тешко, ама после тоа бев окей, тоа поминато, ке гледам другите можности што ги имам и да, треба само да не застанеш, да continue to move forward. Да продолжиш понатаму, да. Ама тешко е, мислам, во Америка не ти барат само да имаш добри оценки, ама стварно барат да видиш холистично добар човек, знаеш, да бидеш многу инволвиран со различни активности после школа, да имаш искуство, да бидеш лидер и такви ствари. Значи имам многу високи стандарди во тој аспект. Брендан, ти за тебе како одлучили, како се пронајде таму кај што си сега да студираш? Да, добро прашање. Ја кога аплицирав за факултет, бев за нигде стварно. Планот ми беше ќе чекам до последната секунда и ќе аплицирам на неколку и ако ме примат, ако не ќе се снајдам. И кај што отидов првата година бев во Сан Антонио, University of Texas, и аплицирав за таму 15 минути пред да затвори порталот. И идејата ми беше, ако ме примат, супер, имам нешто во Тексас кај што сакам да бидам. И да, нели чекав, немав исто како Незе, ја аплицирав исто на 7 или 8 факултети, ама на полесни факултети, така да сите ме примија и немав тој тежок момент. Ама кога ме примија бев среќен, ама бидејќи аплицирав толку касно, не ми дадоа никаква стипендија, така да фул требаше да плаќам. И тогаш кога сватив дека треба толку пари да плаќам, мислам дека беше 18 или 19,000 долари на година. Кога сватив дека толку треба да платам, да извадам од джеб негде, многу тешко ми беше и многу денови изборев со моите за како тоа ќе го направиме. Али да, за кога почнав таму да студирам, немав појма што сакам да студирам. Знаев дека сакам луѓето да ги студирам, социјална наука, нешто, ама не знаев точно што. И ставив антропологија како мојот мејџор, пошто нели не знаев и тоа е многу општо. Ама
додека бев со нејзе во врска и кога сватив дека нема таму во Тексас да останам, пошто не е во Вирџинија, тоа е многу далеку, почнав да барам за трансфер. И имаше тоа како две големи, не знам, takeaways од тоа за мене. Првото, одма кога се одлучив дека ќе направам трансфер во друг универзитет, застанав да зборам со луѓето во Сан Антонио. Не кев добар другар да бидам со некој, пошто повеќе ќе болеше кога ќе сидам. И другарите што ги имав, кога малце ми се оддалечија, и мислам не е нивна вина, ја престанав да зборам со нив, ама да, тоа беше едното што беше тешко, не знам ако имаш прашање нешто. Не. И второто, требаше нели сега малце повеќе да размислам за што сакам уствари да студирам, пошто не можеш да аплицираш без да знаеш. И почнав нели апликации да праќам. И овој пат бев многу по планот, идев порано, аплицирав за многу стипендии, аплицирав. Мотивација. Да, сега мотивација. И кога ми дојде дека во Ричмонд ме примија, и тој ми беше број 1 кај што аплицирав. И ме примија и ми дадоа стипендија, не знам, 95% нешто така. Бев буквално over the moon, не знам како се вика. Скокав, викав и се јавив на нејз, она плачеше на телефон. Викавме заедно на телефон. И многу бев среќен. Тие првите 24 часа, ама после тоа сватив дека сега треба на тие луѓето што уште ми зборат во Сан Антонио да им кажам дека треба сидам. И тоа го оставив пак до крај, до буквално крај на семестарот, последните 2 недели, тогаш почнав да им кажам и само не знам, немав нешто добро да им кажам, бев само сидам, извини. И мислам сватија они, ама тешко беше исто пошто нели една година у факултете башка време да направиш другари и сега мора пак нови да правам и овие да ги оставам и на другиот дел на земјата. Во Америка не е блиску Тексас и Вирџинија и вајда нема да ги видам луѓе во пак. И беше стварно тешко тоа. Ама исто бев среќен дека можам нешто друго да почнам и поблиску до нејзе и во тој процес научив, мислам, најдов што сакам да студирам. И малце ми беше како фокус момент во мојот живот, каде што нели почнав малце со direction да имам. И да, тоа ми беше. И на крај што студираш сега? Да, сега политичка наука. И тоа ми беше, да, тој процес беше исто интересен, пошто нели како што кажав преска, антропологија ми беше во Сан Антонио. И требаше да размислувам и да зборам со моите кој аспект од антропологија ми се допаѓаше најмногу. И дали тоа што сакав да го студирам има работа после тоа за мене во тој смер. И да, тоа беше интересно пошто едно време мислев дека биолошка антропологија ќе сакам да студирам, пошто тој час најмногу ми се допаѓаше. Ама сватив после тоа дека мора нели на мастерс после да идеш, па после тоа PhD, па тогаш може би работа ќе имаш и коми текна нема веќе со тоа. Политика има работа во политика секогаш. И уште ми беше интересно и да, така стигнав до политичка наука. Да, кои ви беа најголеми предизвици враќање назад во Америка? Нели другари усредно, другарки усредно, балет, баскет, спорт, се тоа. Кои ви беа најголеми предизвици кога започнавте на самиот почеток, не за школувањето, туку на самиот почеток, тоа враќање назад во Америка? Да. За мене беше малце тешко, пошто како што спомнав, само најдолго време што поминав во Америка беше тој семестар во 5-то одделение, ама освен тоа само беше, знаеш, за лето ќе се вративме со фамилијата. Значи ова ми беше прв пат, знаеш, да останам во Америка, и тоа сама. Значи да, тоа културата што е различна таму, малце тешко ми беше да разбирам сите ствари за кои што зборува луѓето таму и знаеш, малце чудна се чувствував, пошто
изгледам ко американка, зборувам ко американка, ама луѓето не ја знаат мојата приказна и тоа ми беше тешко дека да, некои луѓе која ќе спомнам, да, живее во Македонија, од, знаеш, 4 годишно дете, ќе имат интерес. Да, тоа е многу јако, бла, бла, бла. А некој се ко, окей. И тоа малце ко ми падна тешко, што некои луѓе не мислат дека сум интересна. Ја ќе те прашам одма, пошто ја го добив тоа прашање. Колку луѓе од кога ќе им кажеш, јас живеев во Македонија цел живот, колку знаеа кај е Македонија? Многу малце. Нула. Да. Некој Добре, ќе за вика, Тексас знам никој не знае. некој ќе викат па Мадагаскар или не знам, некој Макадемија, Макадемија. ќе поврзат. Па ќе им кажам, блиско до Грција. Да, знам. Викам ла. Иронијата. Да, стваро тие немат појма што е Македонија, каде е, ниту културата, сето тоа. Значи, тешко е, знаеш, цел живот да некако да се трудиш да го објаснеш на нов човек. И со толку различно ко животен, ко искуство, тешко е, знаеш, да се наоѓаш во тоа, како да зборуваш со друг што е од Америка и нема појма што е Македонија. Да. За тебе, што ти беше најтешко така кога се префрли, мислам, кога замина во Тексас, во Сан Антонио? Да, некои да. први неколку месеци. Да, па у Сан Антонио првото што најдов дека ќе ми биде тешко е што немав кола. И у Македонија нели сум научен на автобус, со такси, 300 Пешки денари, ништо можеш, пешки, со точак. Да. Има начин како да стигнеш кај што сакаш, ама во Америка буквално само со кола. И првата година немав кола, едва имав возачка и моите другари исто така немаа кола. И ако сакав нели до продавница, тоа беше 25 минути минимум пешки и тоа со поминување на автопат. Така да јас трчам преку автопат да не ме удри кола за да земам млеко. Сегаш и тоа ми беше кој ептен, не бев спремен за тој момент. Али се согласам исто како што кажуваше Каролина кога првпат збориш со некој и ќе кажеш дека си од Македонија, нели, ќе мора да објаснуваш. И после ко трети, четврти пат кога не ми се објаснуваше више и само ќе им кажам дека сум од Далас, дека таму сум роден. И кога тоа вади многу голем дел од мојот идентитет, пошто не ќе нели да објаснувам цело време. И тоа ми беше како интересно, интересно и тешко, пошто интересно кога ќе ми текнеше да им објаснувам, кога немав некоја логика, само ќе ми текнеше на овој ќе му објаснам, на овој не. Ама исто тешко, пошто нели, како што кажав, идентитетот ми беше дека сум пораснал тука и дека како американец сум, ама не сум. И кога не можам тоа да ми објаснам или ако не ќам, тоа вади како голем дел од мене и после тоа како почуден изгледам пошто не ја знам културата. Кај кажам дека сум од Далас и они ќе ме прашаат нешто за у Далас некој не знам што и ќе немам појма што зборат и како идиот ќе изгледам. И малце тешко ми беше да најдам балансот со кој како да зборам. И мислам дека исто така некој, не знам, луѓето што се од, например, у Тексас, луѓето што се од Индијана, да кажам, например, они се како кул, пошто се од друг дел од Америка, ама ја ако кажам дека сум од Македонија, не знаат кај е тоа и не им е кул. Ко ќе кажат, окей, странеци, или, не знам, живееше неколку години, нешто така, и у друга категорија ме стават, не сум кул, како другите што се од други места во Америка. И тоа исто ми беше како тешко, пошто сам се прашав зошто они се поважни од мене. Ако они се исто и двајца да не сме од Тексас, ама они сакаат со тој од Индијана да збори, а не ке со мене. И тоа ми беше малце тешко, пошто нели они сваќаат што е Индијана, што има таму, можат нешто да зборат, ама нема што да зборат за у Македонија. Да. И да, тоа ми беше исто малце тешко. Ама мислам дека ми беше ко малце полесно пошто бев втора година средно во Америка и малце нешто имав тоа разбирање од културата од тогаш. Значи не ми беше до ептен до толку тешко да се вклопам пак, ама пак имаше тие првите 3-4 месеци беше тешко, да. А после тоа
каков е, еве за некој што не знае, каков е, мислам, нема да ве прашам за начинот на студирање, туку кои се предизвиците како студент во Америка. Без разлика од каде доаѓаш, од дали си од Македонија или од Мадагаскар или од Индијана, кои се тие некои предизвици со кои што секојдневно и двајцата се среќавате, дали на студии, дали живот, убаво што спомнави тој аспект кај што да, секаде мора да возиш или да те возат, пошто е многу далеку, места да се далеко, поготово од Тексас. Да. За вас некои така по главни работи кои што би сакале да ги кажете? Па, ја мислам за мене да обично факултети во Америка се многу големи, знаеш, има од неколку илјади луѓе до 30-40 илјади луѓе, тоа е многу деца на еден кампус. И многу е лесно да станеш само еден човек, знаеш, face in the crowd, ама луѓето да не те знаат. И ти да не знаеш други луѓе и онака да бидеш изгубен во тоа, пошто стварно е тешко. Значи, ја мислам дека многу е важно и исто така е предизвик да конектираш луѓе и да имаш блиски пријатели, да најдеш луѓе во тие илјада што се ги гледаш секој ден. И тоа сите имаат различно искуство, може преку тие што живеат блиско до тебе во студентски дом, често пати ќе се сближите, пошто сите сте, знаеш, собите се една до друга. А исто така, мислам дека е многу важно да бидеш инволвиран во клубови, пошто тие се, знаеш, помалце луѓе, од 10 до 100 луѓе, тоа е многу полесно да навигираш на место 1000 луѓе. И така да имаш, да најдеш нешто што ти е интересно и на другиот му е интересно и да конектирате со тоа и така да почнеш да имаш повеќе другарство со луѓето. Да. Ја би кажал исто со клубовите, мислам дека тоа е многу важно и многу е лесно да влезеш у клуб, мислам во Америка, пошто ги ставаат сите клубови на вебсајтите. Да. И знаеш, ти можеш од пред да си таму, више да знаеш со кој клуб сакаш, кај сакаш да влезеш, со кои тимови. И мислам да, како што каже Каролина, ако многу е полесно со 20 луѓе да збориш, да направиш другари, отколку со 40.000. Ко моја првата година кога бев во Сан Антонио, школата беше 33.000 луѓе. И јас со кој да почнам, исто како у средно, со кој да почнам, не знам со кој да зборам, часот по историја имаше 400 луѓе. И ти на секој час со некој друг заедно ќе седите и нема со кој да збориш. И тоа ми помогна кога почнав со еден клуб, христијански клуб таму, и имав 20-25 луѓе што бев блиску и они истото го имаат, тешко им беше да најде другари, се најдел во овој клуб и сите сме заедно сега. Исто така тоа помага, пошто вајда еден од нив има кола, така да ќе направиш другари со кола. Али да, мислам дека е многу важно да имаш идеја во кои клубови сакаш, кој спортови, нешто така пред да стигнеш, пошто кога ќе стигнеш, одма имаш ориентација, па часови почињаат одма, па 500.000 ствари ќе почнат и тешко е да пак да влезеш ако немаш идеја. Мислам дека е многу важно тоа пред да испланираш нешто, барем да пробаш нешто, да имаш испланирано пред тоа. И да, тоа мислам дека ми е. Да. Освен животот на кампус, на факултет, на универзитет, кои се некои од предизвиците со кои што секојдневно се соочувате вие во Америка, да се и двајцата сте во Вирџинија? Кои се така некои предизвици кои што можеби сте ги немале овде? Ја мислам ќе кажам политика многу повеќе се зборува во Америка. Кој живеев тука, ја немав појма за политика во Македонија, ја не ни знаев кој беше председател, не бев инволвирана и моите пријатели, тоа не беше нешто што разговаравме. Ама кога идеш во Америка, значи скоро сите имаат нешто да кажат, особено на факултет, на кампус, децата се многу едуцирани, многу ќе читат вести и си имат некој мислење веќе и често пати е многу тешко
не само да го смениш тоа мислење, ама да те слуша тебе ако ти имаш различно мислење. И да, тоа негативна, конфликтот, тешко ми беше да навигирам. Не ми беше пријатно дека тоа, знаеш, ако јас имам различна идеја за што мислам за политика, нема да се дружиме. Да, тоа мене ми беше интересно, пошто сите зборат, пошто јас сум за политика и јас септен сакам со сите да зборам за политика, ама да, стварно тоа е вистина, ако немаш више идеја за политика, мислат дека не си едуциран. И ако, како што кажа Каролина, ако не се согласуваш со нив, пак не си едуциран. И да, тоа е стварно тешко, ама јас сакам нешто како по-несериозно да кажам, како например се е поскапо во Америка, не бев научен на тоа. Кога прв пат бев на факултет, на првата година кога стигнав таму одма, требаше нели да купам за дома нешто за јадење, нели не знам, млеко, леб, такви ствари, и отидов, се вратив и гледам на картичката после 50 евра ми отидоа, $50. И тоа беше за 3 дена јадење, свегаш, и не бев научен на тоа, пошто тука нели 40 денари бурек взимаш, 20 денари леб и нема тоа. Добро, сега и тука е покачено. Да, знам. На наше време. Да, на наше време, да. Али да, не бев научен на тоа и кога сватив дека одма треба работа да најдам и не бев спремен за тоа, мислев дека ќе можам нели да уживам на факултет, ова е млад сум, нема што да ме мачи, можам само на часови со другари, да јадам, да пијам, што сакам. И кога сватив дека треба работа да најдам, кога многу ми беше тешко, пошто сега немам време, сега 20 сати неделно работам, правам буритос и не можам нели со другари да се дружам било што друго. И тоа ми беше како тежок предизвик да научам дека треба работа плюс на школа. Не може, многу е ретко да можеш само школа да идеш. Скоро сите што ги знам имаат некаква работа, пошто стварно е скапо да се живее во Америка. И да, тоа ми беше. Да, ја исто така го кажав. Ја исто така после прва година почнав да работам ко part-time. И да, многу често пати мораш, пошто иако родителите ќе платат ти да идеш на факултет, ти како ќе живееш, ако сакаш идеш на кафе, да купиш нешто, знаеш, често пати тоа е на тебе, значи мора да најдеш пари од некаде. И плюс пошто не живееш дома со родителите, потешко да ги прашуваш ај мамо дај ми малце 50 денари да идам. Да, ти си on your own. Да. Ама да, пошто мислам тука не до толку често пати луѓето, не знам, на факултет која си не да, има, ама не да кажеш сите да не мораш, поготоа ако си од Скопје, живееш со твоите и одиш на факултет е многу поразлично отколку Скопје не е толку големо. Да. Ама мислам дека е добро што учиш повеќе за финанси и тоа те спрема за после факултет, кога стварно ќе имаш работа. И да, не живееш на кампус, живееш во свој стан или дом или каде. И да, тоа е добро, да учиш буџет да си правиш и знаеш да штедиш пари. Сега, може не знам ова прашање како ќе одговорите, ама според вас, кои се некои од најголемите предизвици на младите моментално во Америка во поглед на менталното здравје? Со што тие секојдневно се среќа, па и вие двајца, например, кои се тие некои предизвици кои што може ги имаме тука, може ги немаме? Мислам со моите другари највише е имидж. Сакат нели да се покажат како едно, дали тоа на социјална медија или со другарите, ќе се покажат како нели, не знам, ако демек имаат пари или не знам, ништо не ги мачи. Стварно, мислам, ја, како например, не ќе да ги фрлам под... Нема да те слушат сега, не знаат македонски. Да, не знаат македонски, управо си. Цимерот што живеав минатова година, имав 3 цимери и едниот цело време на Инстаграм се покажуваше нели на одмор, па како иде у теретана, па не знам што, некај плаќал за некои скапи тетоважи, не знам, такви ствари. Само тоа ставаше на Инстаграм, а дома кога ќе се врати, ќе каже, па брат, сега земав кредит за ова да го платам, па
сега не знам како ги скочам со тоа, треба 40 сати да работам оваа недела, такви ствари. И стварно ми беше како чуден момент, пошто јас научен тука, ако немаш пари не искачам или кај тебе кидам дома, нема да искачаме, нешто така ќе направиме. А он ако нема пари ќе земе кредит за да пак да искочи, сваѓаш. И тоа ми беше интересно да видам како имиџот им е толку важен таму. И например, ако ова е, мислам, малце поново, у последниве години, ако не си у теретана, не си како холистичен човек. Не си како добар човек ако не вежбаш у теретана. Ако немаш мускули, нема девојки да фатиш, нема ништо, немаш на плажа, немаш ништо. И тоа е имиџот. Сега јас почнав овој семестар да идам малце у теретана и го гледам тоа како другиот симер што вежба цело време. Ако тој ден малце ќе му падне некој лифт, ако не може до толку да фати или ако не изгледа напумпан у огледало, ќе се мисли дека не е ко муж. И тоа стварно е, стварно е тоа работа во Америка, мислам, на факултетот особено. Да. Се согласувам. За мене нешто што ми беше малце шок, не бев спремна за тоа, беше што се вика Greek life, што не го имаме тука во факултети, ама тоа sororities, fraternities, sororities за женските, fraternities за машките. И тоа е ко една многу интересна култура, знаеш, си дел од оваа група со, не знам, 100 различни девојчиња и имате некој идентитет со тоа, ама не е ко клуб да стварно да правиш нешто ко балет или не знам спорт, само онака е social. И ја прва година не имав не знаев за тие групи и ја не се вклучив во едно и се уште не сум дел од едно од тие sororities, ама цимерката е и тоа е многу интересно да гледам моите интеракции со луѓе и неизините. И на еден аспект, ја нема да кажем дека сите девојчиња се вака, ама многу повеќе shallow, како се вика. Тоа е добар англиски збор на кој што македонски, ама не идат длабоко. Не идат длабоко, е тоа не од во длабочина, туку само на површина. Да, твојот социјален живот многу е, знаеш со многу девојчиња, ќе ги видиш на кампус, здраво, како си, супер изгледаш денеска, бла бла, ќе си кажеш некои убави зборови, ама на крај на денот, знаеш, ја не знам доколку си блиску со сите тие девојчиња. Ти не можеш да бидеш best friend со 100 девојчиња и тоа, ама малце ми паѓа тешко понекогаш, пошто сум ја не знам толку многу луѓе од цимерката и таа comparison, јас само се дружам со 3-4 луѓе на ден, а она со повеќе, ама на крај на денот да се потсеќам дека не е важно бројот на луѓето, имињата што ги знаеш или сите тие комплименти, ама да имаш длабоки другарство со други луѓе. Да, дел од работите што испомнавте, мислам дека и за овде важат, поготово Брендан ти кога спомна за имиџот, сметам дека и тука го гледаме се тоа се поеќе и поеќе. За sororities и fraternities уште немаме, ама тоа мислам дека е исто различно. Во Македонија немаш кампуси. Мислам, имаш кампус, ама тоа се, кога ќе кажеме кампусот на УКИМ, тоа е само зградата, никој таму не живее. И од самиот тој аспект мислам дека тоа е голема разлика, ја би ја спомнала, кај што сите живеете, ја се сеќавам кога бев во Тексас, не знам, неколку дена помина во College Station. College Station е место од Тексас, каде што Texas A&M University. И таму 20-30 илјади луѓе, сите се студенти. И можеш да замислиш еден град со 20.000 студенти, 30.000. Нормално се има и возрастни, фала Богу, ама грото на луѓето се студенти и е многу. Јас се сеќавам на фудбалска утакмица и тој аспект сакав исто да прашам, ама фудбалска утакмица вечерта пред утакмицата во 2 сат са бајле 30 луѓе, не знам, имаат забава на стадионот.
И тоа ми беше многу чудно, бидејќи кај нас прво го немаме аспектот на кампуси, а и второ го немаме тоа спортот да е многу голем дел од животот на еден како средношколец, така и на коледж. Да. Како вие го гледате на вашиот сега до душа да и Ричмонд и Вилиам и Мери не се Division 1 powerhouses да се премногу добри во спорт, ама како го гледате тој начин на живот кај што забави, спорт, tailgating, кое што можеш ти да објасниш што е tailgating, ама како тоа влијае врз животот на младите таму? Да, баш ка можам да кажам, у прва година кога бев во Сан Антонио, тоа беше, како што кажав, огромно школа и таму американскиот фудбал беше топ. Значи, минимум 50,000 луѓе у стадион, како што кажа tailgating, тоа е зависи до школото, кај нас, ако утопницата почнеше у 2 да кажеме, ти у 8 почињаш у паркинг со твојот трак и минимум 10 пива на скара ќе правиш, она лом да се направиш пред утапница. И тоа е фората. И во Сан Антонио тоа беше стварно нешто што се дешаваше секој викенд. Кога имавме, нели, дома кога игравме, луѓето од градот и плюс студентите заедно сите ќе се мешат и тоа го прават. И стварно тоа како они у Америка го мислат како не знам, team building нешто, како ти си поблиску со тие што правиш tailgating сега, пошто сте биле пијани заедно. И бев на неколку tailgates и како гледам дека не знам како да кажам, like they felt comfortable together, али не знаеа ништо за другиот, за еден за друг. Тоа што Каролина го збори. Се знаеме, сите заедно пиеме, се забавуваме, музика, скара се тоа, ама уствари не се познаваме. Да, пошто нели ги прашав, овие кај што бев јас на телгит ги прашав ајде на ручак после и ко неќа со овие луѓе да се дружат, они само на пиење се дружат. И стварно беше тоа интересно. И сега во Ричмонд не сме до толку со американскиот фудбал, ама со баскет е слично, правиме tailgates. И мислам атмосферата е исто, луѓето само се заедно за парти, не се заедно да се дружат. И исто на утапница, ако седам јас еден со друг, со некој што не го знам, он само нема да ме праша како си, што ти името, која година, нешто така. Он само ќе вика и ако направиме нешто јако, ќе се гушнеме еднашка и тоа е тоа. Сваѓаш и интересно е пошто нели јас се запознав со многу луѓе од утапници, пошто јас нели пробам нели да прашам како си, од кај си, нели малце да запознам од нив, а луѓето ништо, никој не се знае со никој. И тоа ми беше многу интересно пошто на пример во Македонија јас кога идам утапница некој да видам, со другари сакам, со тие што сум блиску. И у Америка не е така, ти си идеш само да бидеш како лице у crowd. И исто така како имидж некој, како што зборев преска, пошто нели на баскет да кажеме со Ричмонд, снимаат и го стават на телевизија, тоа е на ESPN што се вика во Америка. И децава прават не знам, глупи ствари за да бидат на телевизија. Не се таму за утапницата, тие се таму да бидат на телевизија уствари. И малце тоа е интересно за мене, пошто јас сум таму да гледам утапница, ама они се таму да бидат на телевизија и малце другче е тоа. Да. Ма не знам ти ако имаш нешто друго да кажеш. Не, ја искрено немам многу искуство со тоа, вредно не повеќе по спортот и инволвиран. Ја сум била на неколку игри за фудбал, ама толку. Имам уште нешто да додам, извини. И исто може да се каже во овие поголемите факултети што имаат појаки тимови, како мудот на кампусот зависи од како ќе искочи играта, значи како ќе заврши да. Значи на пример во Сан Антонио ние ако изгубивме, немаше никој да збори на кампус, нема никој со другари на ручек, нешто така, ти си сам у соба само заклучен. И до следна недела, ако тепаме следна недела, сите се среќни, сите заедно, нели? Ама тоа ми беше стварно интересно. И исто така ако си како rival со некој друга школа. Ја на пример у William и Mary и Richmond се rivals, тоа е интересно. Ама играме американски фудбал, секоја година се менја у кој стадион.
И пред 2 години беше кај нас у Ричмонд и од видимо мери студенти имаат дојдено кај нас и стварно имаше тепачки у стадионот, ама ова за американски фудбал утавница што не е добра, ако не сме јаки тимови, ама пак се тепаат. И ко јас ако идам во Уилјам и Мери, ако носам Ричмонд нешто, ќе ме гледаат сите како чуден, а исто она кај мене. И малце ми е интересно тоа ако не ги гледаат луѓето, го гледаат школото кај си. Мислам, може да е исто тука, ама тоа ама тука е со професионалните спортови, така и некои ривалства, не сите. Например, у Белград ако идеш Партизан и Звезда, ако ти се погоди, топ ќе си поминеш, ако не, ќе го јадеш кјотекот. Ама интересно тоа е што за коледж поготово стана така такви големи ривалства се ствараат, како што кажа ти поготово кај екипи уствари не се уопште добри. Да. И ја би кажал дека ова не го разбрав до дури последнава година, дека во Америка спортовите на факултет се поважни од професионалните. Значи највисокиот ниво за нив е на факултет. Ако ти се знаеш некој и он ти каже дека играв професионално и другиот ти каже дека играл американски фудбал во Алабама, тој од Алабама ќе биде најпопуларен во тоа место, сваѓаш. И тоа ми беше интересно да сватам дека луѓето ако не име галја ако идеш професионално, они име за факултетот, имаат како многу јак многу се јако поврзани со своите факултети. Дел од идентитетот е тоа. Ја барам што го имам приметено, бидејќи нели секој еден иде на универзитет и многу повеќе го чувствуваат се, например, овде кај нас, јас сум бил на УКИМ, ама не е сега тоа ја сека да истакнувам дека кај сум бил, кај сум студирал. Не, ама таму ако идеш на Алабама или не знам, Texas A&M, Florida State, кој да е, сите дека чувствуваат гордост со тоа и го кажуваат баш со гордост од кај идат, без разлика дали играле фудбал или не. Тоа е голема разлика. Ја барам што имам приметено и тоа е многу поразлично од овде. Да, многу. Се согласувам и исто така прв пат видов оваа година како они што завршуваат во Америка, како што кажа, како Alma Mater што се вика, после тоа праќаат донации до школото за да можат нели спортовите појаки да бидат. И прв пат го видов ова цимерот, татко му идеше у Ричмонд и он нели даваше пари за школото за да имаат подобар баскет екипа. И ко ми текна дека има 60 години, немаше у Ричмонд вратено 40 години, ама пак дава пари за баскет и тоа како културата таму е многу различна. Многу поразлично, и пак друго е кога живееш со истите луѓе, која исто нешто делите, друго е кога и самиот систем на надпреварување е поразличен, кај што е стварно важно овде е клубски спорт, во Европа е тоа, а таму е универзитетски спорт, кај што сите тоа и башка ESPN на секаде се гледа тоа. Добро, ајде да привршуваме, може. За крај, како секоја епизода, и така и вас ќе прашам неколку, тоест 4 прашања. Прво, кога последен пат сте плачеле? Ја мислам дека беше вчера, завчера. Како што кажавме на почетокот, ние сме сега свршени и тоа е многу срекна работа, кога многу сме срекни заедно, ама исто така мислам дека почна малце стресот да доаѓа со сето тоа планирање на свадба и каде ќе биде и сите финансиски работи, сето тоа. Значи малце имав реализација вчера, завчера за тоа и ме натера да плачам. Брендан? Мислам дека мене ми беше у март негде, кога ми текна дека не сум ги видел моите оддавна и тоа ми беше, не кажав преска, сакав да кажам, ама тоа е тешкото дека моите се тука, јас сум во Америка сега, кога не можам да ги видам најмногу 2 пати у година. И тоа за кратко, пошто треба да се вратам на работа, пошто нели треба да платам за школа. И мислам дека тогаш кога ми текна дека не сум ги видел ко 5-6 месеци, тогаш ми текна кога ме удри да плачам малце, пошто јас сум многу блиску со моите и кога не можам да ги видам, тешко ми е, Која е најдобра инвестиција што имате направено за вашето ментално здравје?
Па ја ќе кажам дека искрено, да, и ја почнав оваа година стварно да идам во теретана често и не само да идам, ама и со другарка да идам. И тоа стварно, мислам, ми помага многу да ја видам она да се дружиме, плюс да бидеме хајп заедно и да станеме по-јаки, ама заедно да има друштво. И да, тоа мислам дека е многу добро за мене. За мене мислам ова, особено у последниот семестар, да бидам поотворен со другарите. Со едниот Симер почнав со него малце повеќе да зборам за што ми се проблемите, што ми се маките и он исто со мене и заедно можеме да се поддржаме. Исто така имам девојка тука што може истото да го прави, ама со други другари мислам да имаш поголема група луѓе што можеш така да збориш, да бидеш поотворен, да, многу потребно, да. Okay. Да имате сега можност да се вратите 10 години назад, што би се рекле на самите себе? Ти имаш одговор? Ја не знам. Мислам дека би кажал дека идентитетот да не го ставам у спортот, пошто јас сум повеќе од спортот и не може само спортот мене да стави вредност на мене. Ја би кажал дека у нешто друго, дали у другари, у верата, нешто друго, ама да не биде спортот. Да, ја би кажала да практикувам повеќе благодарност, пошто многу ми е лесно често пати да станам негативна и да мислам за тоа што не го имам или мислам дека го немам, ама уствари да седам 30 секунди секој ден и да мислам за сето тоа што го имам, со кој што Бог ме благослови и тоа е, да. Да, добре. И за крај, последно, да имате сега можност, што би ги прашале оние што не гледаат и слушаат сега? Да гледам у камера? Како сакаш? Ајде, јас би ве прашал кај ви е идентитетот? Да, ја би прашала кој е последен пат што сте кажале ве сакам или те сакам на фамилијата.